Евгения, во каква облека ја облековте куклата? Во зимска. Во зимска, можеш да ми опишеш што носи куклата? Куклата носи вентијаџе, одождала зимски фустан носи на Добра, каква боја е вентијагата? Палтенцето, а не... Видам другата кукла како е облечена. Димитар, како ја облече другата кукла? Во каква облека? Во зимска или во летна? Во зимска. Добро, ајде да ми опишеш каква боја носи. Носи зимска капа. Носи шал, носи вентијага во зелена боја. И носи шал или пампаја. Бравос. Јас одам да избањам. Мене ми теква и глава и игра со бања. Безакне сега ще ја облечи. Ова може да се облечи. Јас во тоа се облечи. Не ова многу. Ако сакате ова да го облечи утре. Ова боја? Ова зимско. Не може исто сега. По другија ништа. Сите се од таткото. Овие треба да си избришат тука се од мајката. Вака се бришат. Добро. Ајде сега на следниот слайд. Ова чија облека дечиња? Од мајката. Само ова што не припали. А зошто тоа? Не треба тука? Не, Дали може едно детенце да си облечи ваква капа? Не. Ќе биде смешно. Ето? Да. Ева ваква капа може да се облечи. Така. Добро. Сега вака да сакате вие да пробате на малите компјутери? Ајде да се застаниме тука. Кој сака тука на овој компјутер да остане? Ајде вие двата останете тука. Ајде како било, нема потреба да се договараме кој знае како. Еве, тука. Сега вака. Значи тука го имате истото. Ајде разгледај друго, ама знаете што е многу важно. Најважно е да се договараш со другарчето. Значи да разгледате убаво со другарчето и да се запрашате дали се сложува другарчето со она што ти го мислиш. Може така? Да се сложи. Ајде, Давид, се прашавте вие двајцата? Значи, мене ми е многу важно да видам како вие си се договарате. Што би избришале тука, Ане? Што би избришала тука на слайдот? Ова. Зошто? Дали Евгенија се служба? Евгенија, ти се службаш? Да. Така? А зошто мислеше дека треба да се избриши тоа на вистина? А оти сите беа за мајката кратко фустанче, шашиче, чанта, Така. само тие стаја тука. А тие, за кој беа тие? За бебе. За бебенце беа. Сега ќе имате повторно една интересна задача, една игра. Сакате игра? Ето. Добро. Ето сега погледнете тука во екранот. Димитар ќе ми помогне малку. Димитар, земи го клупчето. Сега вака. Оди малце погоре. Ете така, таму пишува облекувалка. Нели денес си учевме за облека. Што гледате тука, дечиња? Чоече. Ама не е облечено, така? Што друго му фали освен облека? Така, сега јас ќе ви објаснам како се прави тоа, Димитар ќе ни покаже. Димитар, ајде штипни со глувчето, ете една блузичка и влечи ја до кукличката. Дали е лесно, Димитар? Ајде пусти таму.
Дали ви се допаѓа вече на изборот на думите? Ајде сега косичка да му ставиме да го гледам како без. Можете да го направите на вашите компјутери? Сакате да го направиме ова уште еднаш? Ајде вака да се договориме кој каде сака да работи. Па јас мислам дека е фер малку да се замените. Се сложвате вие? Да, ние малку ќе се Ајде. Можеш, а не тука со Евгенија. Ајде, така е другарски, малку да се замениме со местата. Ајде, видиме, Давид. Брзо облечи, ја ќе настини. Каква облека ќе му ставиш, за кое годишно време? За кое годишно време, Давид, облеката ја ставаш? За зима? Да можете да смените некако поинако. Значи можете да ги вратите на своje место сите делови и повторно да се обидете со некоја друга облека, со друга косичка, со други очиња. Еве за ова масичка тука. Ама многу ми е важно да ви гледам како си се договарате, што ќе си... Еве вака ви што и сега ќе се побусте. Што ти се допаѓа? Како правите Евгенија вие? Значи облека за возрастни. Ама ве слушам дека си се поделивте во групата и малку поинаку. Да. Како си се поделивте? Машки да се значи едни за машки, едни за женска облека, така? Тоа забележав дека правите. Ми се допаѓа идејата. Јас ви предлагам да започнете малку да си ги подредувате во каталогот, за да видите како ќе си ги распоредите во однос на просторот.